Од 6 жртви во поплавите во 2015 година кои го зафатија Тетово и шарпланинските села, 2 малолетни деца беа од семејството на Меди Ахмеди од Шипковица. Тој вели дека надлежните за прв пат, дури по 7 години, на терен започнале градежни работи за регулирање на порој над селото. Да, прв пат, али не може ове да се заштити, бидејќи мал проект ове. Не е баш како што треба. Поширок да стане каналот. Али ипак фала што го направил тоа. Активностите за подобрување на отпорноста на поплави се реализираат со пари на швајцарската влада и од буџетски средства. Ова е исклучително важен проект пред се во интерес и заштита на населението и обезбедување на одржлив и инклузивен раст, по подобрување на отворноста на заедниците од Полошкиот регион на катастрофи од поплави. We are working in Polok, and as I said, we try to expand this throughout the whole country. But for the Polok region, we have also established with the authorities a network of all the municipalities for them to be better prepared when you have disaster. First to anticipate, then to be able to manage this and to take the right decision to manage the disaster if it comes. Но речните корита не се единствените виновници за поплави. Ерозијата на земјиштето се создава поради дивата сеча на шумите и градењето без дозвола. Тетовскиот градоначалник вели дека работат на сузбивање и на ваквите појави. Комуналната општинската инспекција е на терен секојдневно и се обидуваме да не дозволуваме нови дивоградби кои би чие влијание би било негативно на природата. Во делот на дивата сеча сигурно тоа е одговорност на централната власт. Тука немаме ние некои надлежности, но се надеваме дека и во тој дел ќе има соодветни контроли за во делови кај што се значајни за да нема поплави, да не се сече. Во поплавите во 2015 година покрај човечки жртви имаше и големи материјални штети, како во Шипковица, така и во Мала Речица и во Тетово.